Добар ден, почитувани присутни. Ви посакувам добре дојде на дебатата која ја подготвија моите колеги од прва година на тема политичката инклузивност на младите. Колегите дебатата ја подготвуваа во рамките на предметот социологија на право под менторство на професор доктор Страшко Стојановски и истите се поделени во два тима, афирмативци и негативци, кои денес пред нас ќе ги представат своите ставови во однос на ова така важно прашање. Гласот на младите е секогаш важен, но дали тие треба да бидат вклучени во политиката, како таа влијае на нив и дали младите може да дадат придонес во управувањето со државата, се дел од прашањата кои денес ќе ни ги одговорат нашите колеги. А сега, пред да почнеме, ќе ја дадам збор на деканката на правниот факултет, професор доктор Билјана Тодорова. Повелете, деканки. Почитувани колеги, драги студенти, добар ден и добре дојдовте и навистина ми е драго што денеска сте дел од оваа дебата. Темата за која што денеска ќе се разговара е многу важна и актуелна, особено ми е драго што вие сте подготвени да дискутирате за прашања кои што директно ве засегаат вас и вашата улога во општеството. Ваквите дебати имаат големо значење, затоа што не се само обична дискусија, туку и можност вие како млади слободно да го изразите своето мислење, да поставувате прашања, да слушнете различни перспективи и да научите како аргументирано да ги браните своите ставови. Денес, кога информациите се достапни насекаде и кога секојдневно сме изложени на различни мислења и влијанија, многу е важно да знаете да развивате критичка мисла, способно самостојно да анализирате и да донесувате заклучоци. Дебатирањето е важно, затоа што не учи на култура на диалог. Не е најважно секогаш сите да се согласуваме, туку да научиме да разговараме со почит, да слушнеме различни мислења и да водиме конструктивна дискусија. Токму тоа е суштината на секое демократско општество, способноста да се разговара, да се разменуваат идеи и да се почитуваат различните ставови. Во време кога комуникацијата најчесто се сведува на кратки коментари и реакции на социјалните мрежи, ваквите дебати се уште поважни, затоа што возможуваат вистински разговор, аргументирана дискусија и размена на мислења. Тие ви помагаат да научите како јавно да настапувате, како да изградите сопствен став и како со аргументи и почит да учествувате во дискусија за важни општествени прашања. Ние како факултет сметаме дека универзитетот не треба да биде само место каде што се учи од книги, каде што се полагаат испити. Универзитетот треба да биде простор каде што студентите ќе се охрабрат активно да размислуваат, да анализираат, да поставуваат прашања и да се вклучат во општествените теми. Токму преку вакви настани се развиваат не само знаење, туку и комуникацијски вештини, самодоверба и чувство на одговорност и активност во општеството. Ве охрабрувам слободно да ги споделите вашите ставови и идеи, да го искористите овој настан како можност за добра и квалитетна размена на мислења. Ви благодарам што сте тука и ве посакувам успешна, интересна и конструктивна дебата. Сега ја отворам оваа дебата, повикувајќи го првиот представник од тимот на афирмативците да се представи со своето излагање. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Ксенија Звездаковска, студент на прва година при Правниот факултет на Универзитет Гоце Делчев Штип. Најпрво би сакала да се осврнам на легитимитетот како клучен фактор за активно политичко учество на младите. Легитимитетот на државните институции не произлегува само од изборите како формалност, туку и од перцепцијата на граѓаните дека тие действуваат во нивна корист и ги штитат нивните интереси. Младите како посебна општествена група имаат свои специфични потреби и приоритети, како што се образованието, вработувањето и станбената политика. Кога младите се чувствуваат незастапени, легитимитетот на институциите опаѓа, а намалената доверба води до апатија. А со тоа се губи и дел од основното значење демократијата. Исто така, учеството на младите е од клучно значење за иновативноста. Тие можат да внесат нови идеи и да понудат различна перспектива за прашањата од оние области кои нив директно ги засегаат. Поради тоа, државата треба да развие механизми за нивна зголемена активност. Овие механизми може да вклучуваат едуцирање на младите за нивните права како граѓани и за политичките процеси. Дигитализацијата исто така е еден од најдобрите механизми со кои државните институции може да го зголемат својот легитимитет, особено меѓу младите. Предност на дигитализацијата е големата достапност на информации.
На тој начин граѓаните можат да ја следат работата на институциите и да ги добиваат одлуките на државните органи. Кај младите кои се навикнати на дигитални технологии и брз пристап до информации, со ова се создава поголемо чувство на транспарентност. Покрај легитимитетот, подеднакво важен фактор за учество на младите во политиката е и политичката писменост. Раното вклучување на младите во политичкиот живот им овозможува да развијат активна улога во општеството. Тие стануваат свесни дека нивниот глас и нивните идеи не се беззначајни и дека учеството во политичкиот живот не представува само гласање, туку и учество во дебати и граѓански иницијативи. Се извинувам, овде имаме прашање, повелете. Велите дека младите се вклучени во дебати, но досега немавме прилика да се соочиме со млада личност под 30 години која што учествува во политички дебати. Благодарам на прашањето. Тоа што младите не се доволно вклучени во формални дебати не значи дека не постои интерес за тоа, туку дека не постојат можности за нивно вклучување. Младите сепак се во голема мера вклучени во политичкиот живот преку социјалните мрежи, што покажува дека интерес постои. Според последните спроведени истражувања во 2023 година од страна на Фондацијата за демократија на Вестминстер на оваа тема во Република Македонија, врз примерок од 1000 испитаници, доаѓаме до заклучок дека 57% од младите се минимално заинтересирани или воопшто незаинтересирани за политичките случувања во државата. Истражувањата исто така покажуваат дека политичкото образование не е застапено како посебен предмет, туку е интегрирано во склоп на други предмети, што влијае врз слабата свест и нивниот интерес. Се извинувам, повторно имаме прашање, повелете. Дали според вас нискиот степен на политичка писменост е единствена причина за апатија кај младите? Благодарам на прашањето. Слабата политичка писменост не е единствената причина, тука како фактори ги имаме и разочарувањето од политиката, слабата доверба во институциите и мислењето дека гласот на младите не е доволно слушнат. Исто така постојат и разлики меѓу младите од различна социоекономска позадина, така што младите кои потекнуваат од повластени семејства покажуваат поактивно следење на политичките прашања. И покрај наведените предизвици, младите во Македонија покажуваат високо ниво на критичко размислување. Пред се, тие се свесни за проблемите кои постојат во општеството, како што се корупцијата, нееднаквоста и слабата доверба во институциите. Ова укажува дека политичката писменост на младите во Македонија пред се е присутна на ниво на вредностни ставови и перцепција. За разлика од состојбата во Македонија, политичката писменост и активното учество на младите во Холандија се сметаат за едни од највисоките во светот. Според резултатите од меѓународното истражување за граѓанско образование од 2022 година, холандскиот образовен систем дава силен фокус на политичкото образование, што им овозможува на учениците што од најрана возраст да научат за демократските институции и да стекнат знаење за политичкиот живот. Холандските ученици исто така постигнуваат и високи резултати во познавањето на политичките прашања, со што редовно се рангирани на највисоките места во Европа, па и во светот. Покрај теоретско знаење, младите во Холандија имаат и многу можности за практично учество. Голем дел од нив се вклучени во волонтерски активности, младински парламенти и локални младински совети. Овие активности им овозможуваат на младите стекнатите знаења практично да ги применат, да развијат вештини за дебата и да се вклучат во политичките одлуки. Тие имаат и високо влијание во довербата во институциите и покажуваат особен интерес за влијание врз прашањата од локален и национален карактер. Социоекономската позадина и образовниот систем исто така ги намалува разликите кои постојат, обезбедувајќи релативно равномерни можности за сите млади. Ви благодарам на вниманието. Благодарим и тебе, Ксенија. Сега му давам збор на првиот представник од тимот на афирмативците да се представи со своето излагање. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Евгенија Донева, студент на правни студии прва година и денес ќе ги изнесам моите аргументи како дел од тимот што е против инклузивноста на младите во политиката. Почитувани, во современиот демократски дискурс, инклузивноста на младите во политиката представува како неопходен предуслов за развој, прогрес и легитимност на институциите. Сепак оваа идеја, кога ќе се соочи со реалноста, очигледно е дека станува збор повеќе за декларативен отколку суштински процес. Нашиот став не
не е насочен против младите, туку против начинот на кој нивната инклузивност се спроведува, а тоа најчесто е формално, ограничено и често манипулативно. Мојот прв аргумент е ограничена реална застапеност и влијание. Иако политичките партии јавно се залагаат за поголемо вклучување на младите, реалните податоци покажуваат дека нивното учество сепак е маргинално. По парламентарните избори во 2020 година, просечната возраст на пратениците изнесува 44,8 години, додека само четворица од нив биле помлади од 29 години. Овој дисбаланс не е случаен, туку е резултат на структурни практики кои систематски ги маргинализираат младите. Една од тие практики е поставувањето на младите политичари на пониски и понебитни позиции на изборните листи. И тие, иако... Овде ќе прекинам, повелете. Дали се согласувате дека маргинализацијата на младите на изборните листи, која што ја споменавте, е всушност симптом на лоши системски практики, а не доказ дека младите се неспособни за политичко действување? Да, ние не тврдиме дека младите се неспособни, туку баш напротив дека системот таков како што е моментално ги ограничува тие младите да действуваат и иако тие се уклучени, имаме инклузивност на младите, сепак нивното влијание нема да дојде на тежина се додека немаме промени во системот. Ви благодарам. Иако тие формално се вклучени, немаат реална можност да станат дел од законодавната власт. Оваа појава создава состојба каде што младите само се користат символ за демократски капацитет, но немаат вистинско влијание врз политичките процеси. Дополнително младите кои и ќе влезат во политиката, често се соочуваат со хиерархиски структури кои се носат централизирано од веќе поискусни лидери и со поголемо влијание. Во такви услови нивниот глас не добива тежина. Истражувањата на Националниот демократски институт покажуваат дека значителен дел од младите во земјата чувствуваат дека нивното учество во политиката ретко има вистинско влијание и ова чувство на нивна политичка неефикасност доведува до апатија, намалена излезеност на избори и повлекување од јавниот живот. Дополнително младите се ограничени на улоги како што се партиски активисти, учесници во кампањи и дел од младински форуми без реална моќ. Овие позиции не представуваат вистинско учество во креирање политики, туку само некои подготвителни или символични функции. Во ваков систем инклузивноста не значи распределба на моќ, туку само распределба без влијание. Мојот втор аргумент е непотизам и партиски вработување како системска пречка. Покрај тоа што младите се ограничено застапени, постои еден подлабок проблем кој што подкопува самата суштина на инклузивност, а тоа е непотизмот и партизација на институциите. Се извинувам, повторно ќе прекинам, повторно имаме прашање, повелете. Ако постои непотизам, зошто решението би било помалку млади, а не поголема транспарентност? Се согласуваме за аргументот за транспарентноста. Ние не тврдиме дека треба да има помалку транспарентност, баш напротив, ние се бориме да има некои промени во системот и се бориме за младите повеќе да бидат вклучени, да го развиваат нивното критичко мислење, да бидат вклучени во граѓански иницијативи, да волонтираат со цел да се соочат со општествените проблеми, но сепак во исто време да имаме некои подобрување на сегашните проблеми кои што ги имаме во системот. Благодарам. Државната комисија за спречување на корупцијата во своите годишни извештаи и јавни постапки континуирано укажува на случаи на непотизам, судир на интереси и влијание при вработувањата во јавниот сектор. Еден конкретен пример кој илустрира оваа појава е случајот на вработувањата на блиски роднини на јавни функционери во државни институции кој веќе беше разгледуван од ДКСК. Комисијата утврди дека иако формално сите постапки биле проследени, постоеле сериозни индиции за судир на интереси и влијание врз исходот на вработувањето. Овој пример е особено значаен затоа што покажува дека формалната законитост не значи суштинска правичност, институциите може да бидат инструментализирани за лични интереси и пристапот не е еднаков за сите. Во вакви услови младите, кои што не се дел од политички или роднински мрежи, се ставаат во значително понеповолна позиција. Понатаму извештаите на Европската комисија за напредок на Македонија редовно ја нагласуваат партизацијата на јавната администрација како сериозен предизвик. Ово укажува дека проблемот не е изолиран, туку е системски. Последиците од оваа состојба се повеќе слојни. Прво се нарушува принципот на меритократијата. Наместо знаењето и способностите да бидат критериум, пресудни стануваат врските и лојалност. Второ, се создава недоверба кај младите,
кон институциите. Младите гледаат дека нивниот успех не значи од нивниот труд и тие се демотивираат да учествуваат. Трето, во политиката влегуваат млади кадри кои не се нужно најкомпетентни, туку најповрзани. Ова директно влијае врз квалитетот на политичките одлуки. Во ваква средина инклузивното станува привилегија, а не право. Наместо отворен систем кој ги охрабрува младите, се создава еден затворен круг кој само ги репродуцира постоечките елити. Младите, наместо да бидат двигатели на промени, стануваат дел од механизам кој ги ограничува тие промени. Ви благодарам. Благодариме на излагањето. Сега му давам збор на вториот представник од тимот на афирмативците. Поверете. Добар ден на сите, јас сум Петар Петров, студент од прва година правен факултет при Универзитетот Гоце Делчев и денеска на оваа дебата го застапувам тимот на афирмативците. И пред да почнам со излагање на своите аргументи, би сакал да кажам и да истакнам дека демократијата не е статичен систем кој што се предава во наследство. Таа е процес кој бара постојано обновување, а најважниот извор за тоа обновување се точно младите луѓе. За да може да се направи разлика на подолг рок, големо значење има инклузивноста на младите во формалните политички процеси. И овде не станува збор само за чинот на гласање на секој 4 години, туку за вистинско право на глас во креирањето на стратегиите кои го обликуваат општеството. Политичката активност на младите е клучна за градење на стабилни и мирни општества. Кога една генерација е исклучена од одлучувањето, создава јас кој често води кон социјални немири или што е уште поопасно, кон долготрајна стагнација. За младите луѓе да бидат соодветно застапени во политичките институции, тие мора не само да ги знаат своите права, туку да поседуваат и одреден капацитет за значено учество на сите нивоа, односно од локални совети до меѓународни тела. Една од најголемите пречки за напредок е длабоко вкоренетата апатија која се пренесува низ генерациите. Оваа апатија често извира од чувството на немок пред големите бирократски системи. Мислата сам не можам ништо да сменам не е само личен дефетизам, туку е општествен симптом на систем кој со децении ги маргинализирал младите гласови. Единствениот начин да се отстрани оваа болна состојба е преку инклузивност. Кога младиот човек ќе ги види своите врсници во одборите на одлучување, во собраниските клупи или пак како лидери на граѓански иницијативи, се менува целиот наратив. Поле на кое што сметам дека младите би биле подобри и поискусни од постарите политичари е полето на дигиталната демократија и дигиталното организирање. Односно, во минатото процес на мобилизација на масите бараше огромни логистички ресурси, пристап до традиционалните медиуми, како и долги подготовки. Денес, благодарение на дигиталната ера, бариерите за влез во политичкиот активизам се драстично намалени. Еден студент кој се жали на лоши услови е само инцидент во очите на бирократијата. Но кога 1000 студенти би споделиле фотографии и побарале одговореност на социјалните мрежи, тоа е веќе политички притисок. Овде моќта се префрла од институцијата кај поединецот. Па би сакал да дадам конкретен пример од реалност, односно случајот со студентскиот дом Пелагонија. За да се разбере зошто индивидуалниот глас е често игнориран, доволно е да се погледне овој пример и овој настан од 12 ноември 2025 година во студентскиот дом Пелагонија. Овој случај е учебнички пример за тоа како еден сериозен инфраструктурен, но и хигиенски проблем беше третиран со подценување од страна на одговорните лица. Преку видео снимки споделени од самите студенти, јавноста беше сведок на алармантна состојба. Глувци кои се движат низ таваните на просториите каде студентите спијат и учат. Ова не беше само естетски проблем. Ова беше проблем и директна закана по јавното здравје. Институционалниот одговор, наместо да биде итна реакција и извинување, студентите при првичниот контакт со одговорните лица наидоа на циничен и несоодветен одговор, цитирам, од глувци ли се плашите. Зошто ова политички притисок? Затоа што политичарите се водат директно од рейтингот и од јавното мислење. Кога илјадници млади луѓе споделуваат иста содржина, тие создаваат нов наратив кој медиумите не можат да го игнорират. Ова е така наречената дигитална демократија, каде транспарентноста станува оружје против неспособноста на системот. Се извинувам, овде ќе прекинам, имаме прашање, повелете. Ако дигиталниот притисок е толку усилен и ефикасен, зошто се уште се соочуваме со истите проблеми во студентските домови со хигиена? Благодарам на прашањето. Сметам дека младите се уште не се свесни за моките на нивниот глас на социјалните мрежи и како нивниот глас влијае врз политиките кои што се формираат. Но проблемот е во тоа што веќе етаблираните политичари онлайн притисокот често го перцепираат како краткотраен тренд кој што брзо избледува, а не како реален проблем или реално барање на гласачкото тело. Благодарам. И за крај би сакал да зборувам за символичното присуство на младите, односно честопати гледаме млади луѓе во политичките партии кои служат само како декор на пресконференции.
Ова се нарекува токенизам, каде имаме символично присуство без реална моќ. За вистинска промена ни е потребна инклузивност, каде младите се вклучени во фазата на планирање, а не само во фазата на аплаудирање. Повторно имаме прашање, повелете. Дали сметате дека политичарите младите ги користат како пропаганда или пак младите се тие што ја одбираат таа улога за кариерни придобивки? Благодарам на прашањето. Сметам дека има одговорности кај младите, но и кај постарите, но поголемиот дел од одговорноста лежи кај постарите, односно веќе етаблирани политичари, бидејќи во нив тие имаат моќта, ресурсите како и институционалната контрола и пред се го користат авторитетот за да го добијат она што го посакуваат. Но постои опасност и кога младиот поединец би прифатил да биде дел од символично присуство само за да ја добие можеби функцијата која што посакува или пак да влезе во политичкиот живот, така што со тоа учество тој станува директен соучесник во одражување на статус кво состојбата за која и денес зборувам. Политичките институции мора да отворат квоти или механизми за млади советници кои ќе имаат вето на прашања кои што директно ги засегаат нив, како што се прашања за образование или прашања за вработување. Кога младиот човек знае дека неговиот збор има правна тежина, мотивот за вклучување расте експоненцијално, бидејќи учеството повеќе не се доживува како формална добра волја, туку како директна одговорност за креирање на сопствената иднина. На овој начин младите успеваат да ја трансформираат политиката од сцена за говори во една реална платформа за системски промени. Благодариме и тебе. Сега му давам збор на вториот представник од тимот на негативците. Повелете. Добар ден на сите, јас сум Јована Китанова, студент на правниот факултет и денес ќе ја застапувам страната на негативците. Многумина сметаат дека политиката бара детениско покажување и познавање на историјата, економијата и општествените процеси кои се стекнуваат со текот на годините, односно младите можат да донесуваат одлуки кои што се базирани на емоции или на идеализам, наместо на прагматизам. Недостатокот на професионалното искуство може да доведе до нереални очекувања од државниот апарат. Исто така го имам кинескиот политички систем како пример кој е изграден врз строга меритократија, која бара децениско докажување во локалната администрација пред некој да стигне до централната власт. Државата смета дека политиката е премногу сериозна за да биде доверена на луѓе без проверени резултати и детално познавање на бирократијата. Се верува дека прераното вклучување води до дестабилизација и грешки поради имплусивноста. Ова создава систем каде што е речиси невозможно млад човек под 40 години да има значајна улога во националното одлучување. Исто така имам за пример Јапонија, еден од најдобрите примери за држави каде што политиката бара геронтократија, односно владење на постарите. Се извинувам, овде прекинувам, имаме прашање, поверете колега. Поштована колешка, само ве прашал дали сметате компарацијата која што правите помеѓу Кина и Јапонија на едната страна и Република Македонија на другата страна е соодветна, гледајќи ја самата култура вековна која што имаме во самите две различни култури, понатаму во однос на политичкиот систем и самиот државен апарат. Понатаму ве сакам да ве запрашам дали доколку ги направиме сите овие промени, се во ова би било во склоп на јавната политика на Република Македонија, која што се води веќе подолг временски период. Ви благодарам на прашањето. Ние примерот со Кина го земаме како пример од држава која што за разлика од Македонија е многу постабилна и примерот кој што они го примениле младите да не се вклучуваат прерано во политиката доаѓа донесува добар резултат. Јапонското општество длабоко верува во конфуцијанските вредности, дека мудроста и способноста доаѓаат исклучиво со годините и долгогодишното престојување во системот. Просечната возраст на пратениците е многу висока, а младите често се гледаат како неподготвени за сериозни државни прашања. Исто така имаме примерот со Спарта, каде што спартанците верувале дека младите луѓе се водени од тумос, односно страст, гнев и желба за слава. За војна младоста е одлична, бидејќи војникот треба да биде имплусивен и храбар, но за политика младоста е опасна, бидејќи државните одлуки бараат ладна глава и предвидливост. Советот на старците служел како кочница за секоја радикална идеја.
Исто така, постои опасност од градење кариера само преку политика. Ако младиот човек влезе во политика, пред да има било каква друга професија, тој станува екзистенцијално зависен од партијата. Тоа го спречува да има независен став, бидејќи губењето на политичката позиција би значило и губење на работата. Проблемот на професионалниот политичар, односно ако млада личност влезе во партија, веднаш по средно училиште или факултет и веднаш добие функција, таа нема план Б. Тука се создава зависност. Неговиот приход, социјален статус и кариера зависат исклучиво од лојалноста кон лидерот на партијата. Ако партијата донесе лоша одлука, тој млад човек нема да се спротивстави на таа одлука, бидејќи ако биде избракан од партијата, тој нема занает или професија на која што може да се врати. Исто така, многу политички филозофи како Томас Џеферсон верувале дека политиката треба да биде привремена должност, односно идеално е политичарот прво да биде успешен инженер, земјоделец, лекар или професор. Млад човек без денар во джеб, кој влегува во политика е во постојан преживувачки мод. Неговиот фокус е како да ја задржи функцијата, за да ја задржи платата, што е плодна почва за корупција. Државата е побезбедна кога со неја управуваат луѓе, кои веќе знаат како се заработуваат и менаџираат парите во реалниот сектор. Политиката не смее да биде првиот извор на приход за една млада личност. Само економски независен граѓанин може да биде навистина слободен политичар. Се додека партиската книшка е единствениот пасош, до плата младите ќе бидат послушници, а не лидери. Поентата на државата не е да создаде млади личности кои се зависни, туку млади личности кои ќе се иднината на таа држава и ќе претставуваат државата како независни граѓани. Ви благодарам. Пред да завршиш, имаме прашање, повели колега. Дали сметате дека бизнисмените како економски најмалку зависни во денешницата би требале да бидат побројни во политиката? Не. Тоа е една причина зашто младите не треба да бидат вклучени во политиката, бидејќи тие не само што се економски нестабилни, туку тие немаат ни животно искуство што доведува и резултат дека тие не се спремни да бидат вклучени во политиката. Благодариме на прашањето и на одговорот. Наред се третите представници од тимовите, па затоа прво ќе го повикам представникот од тимот на афирмативците. Повелете, колега. Добар ден, поштовани колеги и поштовани присутни. Инаку да ви се представам, јас сум Ангел Петковски, студент прва година при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во однос на претходното излагање на колегите од тврдената страна, само би сакал да изражам едно големо несогласување и да ве запрашам каде е најавте всушност реалната споредба на Република Македонија, пак ќе напоменам, современа демократија во 21 век, која што всушност наликува повеќе на западноевропските држави, отколку што во реалноста таа наликува на некои цивилизации на далечниот исток, како што се токму, како што напоменавте, Кина и Јапонија. Пак ќе кажам, културолошки, историски, толку различни. Понатаму, зошто всушност вие самата наша држава и самиот наш народ го уназадувате, правејќи споредба со грчките градови полиси кои што постоеле пред неколку илјадници години. Вие ја споменавте Спарта, Атина и слично. Да, можеби, овде се наоѓа зародишот на демократијата. Меѓутоа, поимно, демократијата која што таму се создала и демократијата за која што ние денеска знаеме е сосема различна. Па затоа јас моето излагање би го свртал нешто по-западно, по-европски, по-либерално, токму кон Европската Унија и ова европско семејство на кое што Република Македонија му припаѓа, а впрочем и повеќе политички партии, без разлика која од нив е на власт, водат јавна политика, Република Македонија се приклучи кон оваа семејство. Би дал споредба со Република Австрија, Шкотска и дел од скандинавските земји. Иако за современа демократија ги сметаме сите земји членки на Европската Унија. Почнувајќи првично од Република Австрија. Овде, дури во далечната 2007 година, почитувани присутни, е направена измена на изборниот законник со кој што гласачкото право се здобива на 16 наместо на 18 години. Со ова, не само што се зголемил степенот на демократија, туку се зголемила и самата легитимност и довербата во претставничката власт. Во Шкотска пак, например, имаме програма за така наречени млади парламентарци. Јасно ќе напоменам, за млади парламентарци се подразбираат млади личности кои што работат заедно со пратениците во парламентот за изработка на нови закони или пак за измена на веќе постоечки закони. Овие млади парламентарци
понатаму добиваат и дел од буџетот, меѓутоа тоа не е во толкова голема мера како што е пример со скандинавските земји. Овде младите личности кои се уклучени во политиката не се рекуваат млади парламентарци, туку постојат младински совети. Да, можеби и кај нас во Република Македонија постојат токму вакви младински совети, меѓутоа и самите знаеме дека постојат само на лист хартија, без никаква реална политичка моќ. Се извинувам, овде прекинувам, имаме прашање, поверете колешки. Дали сметате дека мешањето на младите личности со нивните партиски лидери или политичари при донесувањето на законите, дека тоа е најефективниот начин за градење на стабилна иднина и држава? Верувам дека вие зборувате за шкотскиот модел, каде што јасно ви напоменав и претходно, овде младите лица не се пратеници во самото собрание, туку тие заедно со нивните колеги работат на изработка на законите, со што на крајот самиот пратеник го има самото гласачко право. И се извинувам, и има неголемата моќ. Да продолжам понатаму, застанав кај скандинавските земји и така наречените младински совети. Овде лицата кои што членуваат во младински совети добиваат дел од буџетот на самата држава на која што и припаѓаат. Каде што самите млади лица одлучуваат како овие средства понатаму ќе се пренаменат. Би сакал да издвојам една личност, млада политичка активистка, која што почнала се занимава со политика само на 15 години. А верувам дека секој од вас овде присутните ја знае. Тоа е Грета Тунберг, која што инаку е од Шведска и која што на 15 години почнала со протести и со мирни маршови пред самото шведско собрание, а ден денеска верувам дека проблемот со глобалното затоплување го знае секој од нас. Се извинувам, повторно ќе прекинам, имаме прашање, поверете колешки. Со оглед на тоа што и сами знаеме дека во Македонија има висок степен на корупција и непотизам, што е една од главните пречки за влез во Европска унија, дали вие мислите дека сме во позиција да се споредиме со овие современи европски демократи и дали и ако младите сакаат да бидат вклучени во политиката, ќе имаат еднаков пристап до тоа? Видете, корупцијата и непотизмот постои во скоро секоја држава во светот, без разлика дали тоа е некоја современа европска демократија или пак тоа е некоја далечна источна култура, како што вие напоменавте. Меѓутоа, да се согласувам со вас, можеби според некои европски истражувања, Република Македонија е и на повисоко место според степенот на корупција и непотизам, меѓутоа овој проблем токму доаѓа од постарите генерации. Зошто? Затоа што тие биле всушност дел од некоја поранешна република во која што со помош на самиот бюрократски принцип некои нешта добивале на полесен начин. Сега, доколку една Словенија или Хрватска, која што биле во склопот на истата република, може да станат европска демократија и корупцијата и непотизмот да ги намалат на толку ниско ниво, зошто не подценувате толку нас, младите во Република Македонија, а и сеопшто сите граѓани и ние да не се доближиме до ова европско семејство. Сега дека одговориш на прашањето, понатаму да продолжам. Вашиот втори аргумент беше во однос на економијата. Па затоа ви бе запрашал, дали ова е проблем според вас само на младите лица или пак сеопшто на сите граѓани на Република Македонија? Зошто го ова зборувам? Па скоро 500.000 наши сограѓани живеат со просечна нето плата од 46.909 денари. А во тешка сиромаштија живеат 160.000 останати наши сограѓани со минимална плата од 26.046 денари. Дали овие финансиски средства се доволни за вие да бидете политички изолирани и некој да не го наметне самото политичко мислење за личен интерес? Да продолжам. Зошто зборувам дека ова е проблем не само на младите, туку општо на сите наши сограѓани, па според Законот за младинско учество во Република Македонија, за млада личност се смета секое физичко лице на возраст помеѓу 15 и 29 години. А според Законот за работни односи, вие во работен однос може да стапите од 15 години. Да, можеби капитализмот е суров, меѓутоа тој се однесува подеднакво за сите, без разлика на нивната возраст. За крај би сакал само да направам една споредба во однос на возраста на пратениците во Република Македонија, која што впрочем и вие ја напоменавте, и средната возраст на пратениците во западноевропските земји. Каде што европската пракса вели дека
таа е некаде околу 43 години. Например, во една Норвешка дури 15% од пратениците во собранието се млади лица, во Данска 8% од пратениците се млади лица. За разлика од Република Македонија, која што морам да нагласам дека имаме благо подобрување, во минатиот мандат 2020 до 2024 година средна возраст на пратениците била околу 50 години. Во тековниот мандат 24-28 средната возраст на пратениците е само 45 години, што значи полека, но сигурно се облежуваме кон онаа европска пракса, а се надевам во скора иднина и ќе ја надминеме. За крај, би ве запрашал сите вас овде присутни. Што ние младите овде во Република Македонија сме нешто подолу од нашите врсници во западноевропските земји? Дајте му на еден млад човек шанса, а тој ќе го освои целиот свет. Благодариме, Ангел. Сега е наред третиот представник од тимот на негативците. Повелете, колешки. Јас сум Нела Ниманова, прва година правни студии, ќе го застапувам тимот на негативците. Почитувани, денес дебатираме на тема која често се представува како апсолутно позитивна, односно инклузивноста на младите во политиката. На прв поглед, оваа идеја изгледа демократска, модерна и неопходна. Често слушаме дека младите се иднината, нашите противници сигурно ќе кажат дека младите носат нови идеи, нова енергија и промени. И тоа е точно, но новите идеи не секогаш се добри идеи. Прашањето што треба денес да го поставиме е дали секое масовно вклучување на младите во политиката навистина носи подобро општество. Нашиот став е дека прекомерната и непромислената инклузивност на младите во политиката често може да создаде повеќе проблеми отколку решенија. Политиката е сложен процес и бара искуство, зрелост и разбирање на економските и правните процеси. Политиката не е само активност на социјалните мрежи или јавно изразување на мислење. Политиката значи носење на одлуки, директно влијание врз економијата, здравството, безбедноста и еднината на една држава. За такви одлуки е потребно долгогодишно искуство и разбирање на системот. Младите луѓе често немаат доволно работно искуство, финансиска независност и практично познавање на институциите. Поради тоа, нивните ставови често се базираат на емоции, трендови и влијание од интернет. Според истражувањето на Youth Survey 2024 година, спроведено од страна на Европскиот парламент, само 13% од младите во Европа изјавиле дека знаат многу за функционирањето на владата во нивната држава, додека 43% рекле дека знаат задоволително. Ова покажува дека дури и самите млади признаваат ограничено разбирање на политичките институции. Во денешно време, младите полесно стануваат жртви на политичка манипулација. Најголем дел од нив политички информации добиваат преку социјалните мрежи. Тоа значи дека нивното мислење многу полесно може да биде обликувано од алгоритми, инфлуенсери и политичка пропаганда. Според официјалната анкета на EU Youth Survey 2024 година, 47% од младите политички информации добиваат преку Instagram, 39% преку TikTok, а 37% преку YouTube. Истата анкета укажува дека дури 76% од младите веруваат дека биле изложени на дезинформација и лажни вести. Ова е сериозен проблем. Социјалните мрежи функционираат преку алгоритми кои најчесто промовираат содржини што предизвикуваат емоции без и реакции, а не нужно точни информации. Се извинувам, овде прекинувам, имаме прашање, повели колега. Поштована колешка, само би ве прашал. Во однос на сајбер безбедност и лажите вести, во однос на оваа бранша, според вас, кој има поголемо познавање? Дали тоа е една млада личност, која што најголем дел од своето слободно време го поминува покрај својот смартфон, или пак некоја постара госпоѓа за која што се ова е нешто непознато? Вак, благодарам на прашањето. Младите поминуваат многу повеќе од своето време на социјалните мрежи и на сето тоа кој ќе го вклучиме и недоволното животно искуство, младите се повеќе подложни на лажни вести и дезинформации. Благодарам. Во последните години гледаме како политичките ставови на младите се менуваат речиси секој месец, преку различни онлайн трендови и движења.
Истражувањето на Reuters од 2024 година покажува дека екстремните и популистички движења во Европа се повеќе добиваат поддршка преку младите преку социјалните мрежи TikTok и YouTube. Во истиот извештај се наведува дека алгоритмите на социјалните мрежи фаворизираат контроверзни и сензационални пораки, бидејќи тие генерираат повеќе реакции и прегледи. Младоста треба да биде период на образование, професионален развој и стекнување на знаење. Но кога младите премногу рано се вклучуваат во политички партии, тие често стануваат инструмент на политичките елити. Наместо да развиваат критичко размислување, тие учат партиска лојалност. Денес многу партии ги користат младите како средство за политички маркетинг, за митинзи, кампањи и активности на социјалните мрежи, без реално да им дадат влијание во процесот на одлучување. Ова создава сериозен проблем меѓу младите уште од најрана возраст. Наместо да се обединуваат околу образование, наука и професионален развој, младите почнуваат да се делат според политички убедувања. Младите се енергични и амбициозни, но истовремено реагираат импулсивно и емотивно. Историјата покажува дека многу радикални движења и протести биле предводени од млади кои токму биле мотивирани од револт и незадоволство. Ние не велиме дека младите треба да бидат исклучени од општеството. Напротив, младите треба да бидат слушнати, образовани и постепено вклучувани. Но политичката моќ треба да се стекне преку знаење, образование и искуство, а не само преку возраст и популарност на социјалните мрежи. Благодарам. Благодариме и тебе, Мелани. Значи, слушнавме по тројца представници од секој од тимовите, а сега ги повикувам четвртите представници да ги сумираат заклучоците од своите тимови и со тоа да ја привршат оваа дебата. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Селма Мемиш, прва година на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Почитувани присутни, почитувани професори, колеги и гледачи. По се што беше кажано од мојата група, можеме да донесеме еден јасен заклучок. Младите не се само иднината на политиката, туку и нејзината сегашност. Прашањето повеќе не е дали младите треба да бидат вклучени во политичкиот живот, туку колку долго општеството може да си дозволи да ги игнорира. Денес зборуваме за апатијата кај младите, за чувството дека еден човек не може да промени ништо, за недовербата во институциите и за разочараноста која се создава со години. Но исто така покажавме дека оваа апатија не е природна состојба на младите, туку последица на систем во кој тие предолго биле ставани на страна. Кога младите не се слушнати, демократијата слабее, затоа што демократијата не значи само избори на секои 4 години. Демократијата значи учество, диалог, одговорност и чувство дека твојот глас на вистина вреди. Легитимитетот на институциите постои само тогаш кога сите граѓани се чувствуваат застапени, а младите денес често не се чувствуваат така. Во текот на дебатата зборуваме и за политичката писменост. Не можеме да очекуваме активни млади луѓе ако не ги едуцираме како функционира државата, кои се нивните права и на кој начин тие влијаат врз одлуките. Политичката култура не се создава преку ноќе. Таа се гради уште од училиште преку дебати, граѓанска иницијатива, младински организации и слободно изразување на ставови. Особено важно е што денешната генерација има нешто што претходните генерации го немале во толкав обем – социјалната дигитална моќ. Важно е да сватиме дека младинската активност во политиката не е борба само за младите. Тоа е борба за подобро општество за сите. Затоа што младите носат нови идеи, нова енергија и поинаков поглед кон проблемите. Еден глас може би лесно ќе биде игнориран, но и илјадници млади кои зборуваат заедно веќе станува сила зашто не може да се замолчи. Примерот со студентскиот дом Пелагонија ни покажа колку е важно младите да реагираат јавно кога институциите не функционираат. Да не постоеше реакцијата на студентите и нивното дигитално организирање, проблемот можеби ќе останеше сокриен. Тоа е доказ дека активизмот создава промена. Младите не треба да бидат само декор на политичките партии, фотографија за на социјалните мрежи или публика што аплаудира. Тие треба да бидат дел од процесот на одлучување. Да имаат простор да предлагаат, да критикуваат и да носат одлуки.
Само така ќе создадеме генерација која нема да бега. Ако сакаме стабилна демократија, мора да создадеме услови младите да останат тука, да се слушаат тука и да одлучуваат тука, затоа што млад човек кој се чувствува игнориран, многу лесно може да стане млад човек кој ја губи довербата во државата, а државата што ја губи довербата на младите, ја губи и својата иднина. За крај би сакала да завршам со една моја мисла. Младите не бараат привилегија, тие бараат можност, не бараат некој да зборува во нивно име, тие бараат нивниот глас конечно да биде слушнат. И токму затоа, активноста на младите во политиката не е избор, туку неопходност за секое демократско општество. Ви благодарам. Јас сум Јован Јанков, студент на правни студии прва година. Денеска ќе го представувам заклучниот дел од тимот на негативците. Нашиот главен заклучок е дека инсистирањето на рана политичка активност создава вечешка зрелост. Младите се принудени да заземаат страни и ставови за комплексни прашања пред воопшто да ја разберат суштината на тие проблеми. Ова води не кон демократски напредок, туку кон долгорочна поларизација на општественото ткиво. Ако сакаме квалитетни политичари во иднина, мораме да престанеме да ги регрутираме додека се уште во период на интелектуален развој. Сегашното политичко учество на младите е всушност козметички активизам. Партиите ги користат младите да проектираат слика на свежина и младост, модерност, додека реалната моќ на одлучување останува во раците на тесните партиски елити. Младите луѓе се трошат на активности со мала дадена вредност. Лепење плакати, присуство на митинзи и споделување објави на социјални мрежи. Заклучокот е дека со вакво учество младите не се подготвуваат за владење, туку за извршување на наредби. Оваа култура на послушност е најголемата зака на зидната демократија, бидејќи создава лидери кои немаат своја јас надвор од партиската структура. Наместо директно учество во политичките партии и изборните процеси, ние како решение нудиме алтернативен модел кој ќе ги подготви младите за квалитетен живот во нивните зрели години, без при тоа да компрометира на нивниот интегритет и развој. Предлагаме фокус на општествен активизам, а не на партиска политика. Решението лежи во пренасочување на енергијата кон гигантскиот сектор, волонтерството и локалните иницијативи. Младите треба да учат како да ги менуваат работите во својата заедница преку конкретни проекти. Екологија, хуманитарна работа, технологија и култура. Ова гради автентично лидерство која се заснова на резултати, а не на партиски врски. Ова е чиста политика која не бара компрометирање на своите принципи. Наместо политички митинзи, решението е воведување на задолжителни предмети за медиумска писменост. Младите треба да ги научат и да ги препознаваат манипулациите кои се одвиваат во политичките партии. Кога некој ќе ги научи алатките на пропаганда, тој станува имун на неа. Тоа е единствениот начин да создадеме генерација која нема да биде лесен плен на политичките елити. Доколку продолжиме со сегашниот модел, само ја продлабочуваме апатијата. Младите кои рано влегуваат во политиката, брзо се разочаруваат или стануваат дел од проблемот. Оние кои се надвор од политиката, пак на неа гледаат како валка на работа и целосно се повлекуваат од неа. Нашето решение нуди чист влез и достојствен почеток на политичката кариера. Не станува збор за одземање на правото на глас. Станува збор за одземање на правото на партиите да ја злоупотребуваат незрелоста на дел од младите за своји сопствени цели. Во текот на оваа дебата се стремевме да докажеме дека вистинското учество на младите не е во бројноста на митинзите, туку во квалитетот на нивното размислување. Ние веруваме дека младите се премногу вредни за да бидат потрошени во денешните политички игри. Благодарам. Ги слушнавме нашите млади и надежни студенти што имат да кажат на тема политичката инклузивност на младите. А сега ја затворам оваа дебата. Вам ви благодарам на вниманието, а чии аргументи повеќе тежеа на вагата на вистината, одлучите и ви размислете најпрво, а потоа одлучите вие. Уште еднаш ви благодарам.